Денеска, сите што сме присутни тука, сме на некаков начин поврзани со библиотекарство. Денеска го избравме овој ден, токму и оваа манифестација која што ја слави книгата. Знаете, книгата е наш неразделен сегмент на институцијата библиотека. Да започнеме нешто ново, како што и гледате, логото е влези во нов свет. Денеска сме тука за да споделуваме идеи, искуства, знаења, иновации, да ја развиваме креативноста, да напишеме едно сценарио за иднината на библиотеките. Сето ова го поддржа и не потикна да го направиме пред се градоначалникот на град Скопје, кој што ја упатува голем поздрав до сите вас. За жал не можеше во последен момент да дојде откажа, меѓутоа затоа имаме представници од институцијата на градот. И затоа ќе го замолам директорот на градската библиотека, господинот Александар Кујовски, да ни се обрати на сите нас. Повелете, директор. Почитувани гости, почитувани библиотекари, пријатели на библиотеката, почитувани писатели, издавачи, читатели, почитувани медиуми. Токму оваа година, годината на библиотеките, често е секако голема, што имам оваа можност во име на најголемата јавна културна установа библиотечната дејност во Република Македонија да ве поздравам во рамки на овој настан со кој отпочнуваме културно-промотивната активност на нашата библиотека, при што, имајќи предвид дека библиотечната дејност е историски препознаена и потврдена, вредност сама по себе, која токму ние собрани овде сме свеста за истата, се надеваме дека пораката од оваа кампања за подигање на свеста за значењето на библиотеката во македонското општество ќе постане и дел од севкупното делување во оваа сфера во нашата земја. Повикуваме сите заедно да влеземе во новиот свет. Повикуваме темелните принципи кои ги препознаваме преку достапноста и отвореноста на библиотеките, преку разновидноста на понудата и услугите, осигурувањето мерки на делување од страна на сите повикани страни за обезбедување одржлив развој на овие установи, да ги прилагодиме на денешницата, бидејќи на тој начин повторно ќе се себе верификуваме и со самото тоа ќе се унапредиме. Во таа смисла треба постојано да ја пренесуваме пораката до читателската публика, дека тие во својата интеракција со книгата, покрај задоволството кој го добиваат низ читањето, на тој начин имаат можност да ги прошират и своите национални културни сознанија, да проникнат во искуствата и на други култури и во нивниот пристап кон овие вредности, истовремено дека имаат можност свесно или пак несвесно да извршат споредби на различното, а при тоа низ отвореноста кон различностите, градејќи и негувајќи собствен културен интегритет, ќе имаат можност да ја развиваат свесноста за една од најголемите вредности на книгата, а тоа е нејзината моќ за поврзување на нациите и културите. Како домаќин на овој настан ќе си дозволам збор 2 и за нашата библиотека. Градската библиотека Браќа Миладиновци, која е сегмент, но битен сегмент од културното милие на градот Скопје, преку зголемувањето на библиотечниот фонд оваа година ќе им овозможи на нашите корисници низ книгата да се дружат со најновите изданија на познати и помалку познати македонски автори, помалку познати, но секако не помалку значајни, кои имаат тенденција токму низ овој процес да се афирмираат пред читателите, а ние сме тука да им помогнеме во тоа и заедно да го споделуваме пиететот и да ги промовираме вредностите предадени низ нивните дела. За светските книжевни трендови да не говорам, да се подразбира и целокупно земено, тука мора да ја споменам исклучителната соработка и со македонските издавачи, чие издаваштво постојано го следиме, затоа што токму од нивната понуда зависи успешноста на нашата установа во насока на задоволување на потребите и очекувањата на корисниците на нашите услуги. Во таа смисла, тука се и вработените, библиотекарите, кои секогаш биле најважниот и најактивниот дел од нашиот колективен принос во оваа дејност. Вклучително градот Скопје и администрацијата од градот Скопје, кои целосно не поддржуваат од позадина и затоа постојано се трудиме сите чинители кои се дел од функционирањето на нашата библиотека да ги вклопиме во еден вид сообразност, која оваа година ја надополнуваме со уште една, да речам, активност
од капитална вредност. Имено, имајќи предвид што програмата во делот на капиталните инвестиции за оваа година ни е во целост поддржана и одобрена од страна на градот Скопје, огромна благодарност на градоначалникот и советот на градот Скопје во оваа прилика, веќе пристапивме кон сите неопходни процедуралности за спроведување постапки за целосна реконструкција на нашата библиотека, при што предмет на набавка во таа смисла ќе биде внатрешно и надворешно уредување и модернизирање на објектот и просторните ресурси на библиотеката. При што како приоритет би го споменал модернизирањето и зголемувањето на капацитетот на читалните, кои со исклучително голема динамика ги користат студентите од скопските универзитети на целодневна основа, вклучително одделите на библиотеката кои се најпосетени од страна на нашите корисници. А предвидено е воспоставување на нови содржини кои одат заедно со целата оваа идеја, при што искрено се надевам дека нашата библиотека и сите други библиотеки наскоро ќе ги видиме во нова светлина, токму онака како што заслужуваат. Благодарам. Особена чест и задоволство ми е да ви се обратам од името на Библиотекарското здружение на Македонија и да ги посакам успешна работа во активностите за популаризација и афирмација на библиотеките и нивната дејност. Библиотекарското здружение на Македонија, како невладина организација, ги обединува сите видови на библиотеки во Република Македонија. Нивната стручно-научна дејност и кадровскиот дел со цел на тамошно напредување и развој на библиотечното работење и улога во општеството, односно општествената заедница како дел од истата. Денешното време на дигитална и електронска ера се рефлектира и врз нашата дејност, оттука и институциите од оваа област неминуно е да прерастуваат во библиотечни центри во склоп на националниот библиотечен информативен систем и пошироко. И оваа кампања за крајна цел ги менува библиотеките како космички центар на заедницата. Библиотеките се јавни општествени институции, значајни во секупниот развој на заедницата во сите сфери на живење и унапредување на дејностите кои човекот ги обавува, ги учи и практикува. Во таа смисла, сакам да напомнам дека Библиотекарското здружение на Македонија во периодот што следува ќе се залага да се вклопува во сите процеси и трендови на современото библиотечно работење, кои неминовно надоаѓаат и како и досега ќе ги вградува процесите во своите годишни и долгорочни програми за развој на дејноста следејќи очекорот на времето.